Почитувани, време е за разговор со нашиот и ваш гостин, господин Ивица Воцевски, политиколог од Центарот за истражување на политики, поранешен вице-премиер и поранешен амбасадор на македонската дипломатија. И овој пат ќе ги анализираме актуелните случувања на политичка сцена во Македонија. Се надеваме дека се ќе биде во ред и нема да имаме проблем со поврзувањето и со звучниот сигнал. Господине Боцевски, ако е така и ако не слушате, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Задоволство е што сте тука. Добро најдов. После подолго време евеме повторно на Македонски корени. Минатиот пат имавме определени технички грешки. Се надевам дека вашите слушатели и гледачи ќе ни простат. Добро ви утро и од мене, господине Боцевски. Ви благодариме што ја прифативте поканата и ги удостоивте нашите слушатели и гледачи на Македонски корени, а се разбира и нас како уредници и водители. Во следниве 50 минути сакаме да се обидеме да направиме анализа на поважните актуелни случувања во Македонија, но и што е тоа што ќе не очекува во следниот период. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои се со нас во овие моменти, но и оние кои покасно ќе не гледаат и слушаат. Да, сега го повелете. Во средата на форумот на безбедносната конференција на Глобсек во Братислава, на заедничка маса со европските политичари, беше и македонскиот државен врв. Како гледате на изјавите, односно пораките кои дојдоа од таму, дека ќе има забрзување на проширувањето на Европската Унија, при тоа презентирајќи 4 нови столбови? Верувате ли во ваквите изјави? Искрени ли се или пак се само еднонаменски и еднонасочни, упатени кон Македонија и македонските граѓани со цел да поткренат и изгубената доверба кон Европската Унија, но пред се да ги поддржат уставните измени? Дали овие 4 нови столбови ќе бидат доволен подстрек и каде е Македонија на тој пат, имајќи ја во предвид ова сегашна влада ваква каква што ја имаме? Па, ајде појдеме од почеток. Овие форуми знаете дека понекогаш може да бидат здодевни, односно да ги повторуваат само оние пораки на денот кои што излегуваат од канцелариите за печатот на светските влади. И условно кажано да нема ништо ново на кое што можеме да правиме анализи, да влечеме заклучоци и да кроиме стратегија за понатаму. Морам да бидам искрен дека овој пат нештата беа малку поразлични, односно дека годинешниот Глобсек имаше еден вид на искрена дискусија од многу страни и еден вид на, ако можам така да кажам, нам не возможуваат Да, повелете. Да, нешта кои што не возможуваат да кроиме македонска стратегија. Ајде да одиме едно по едно. Значи, прво околу прашањето поврзано со пораките од Урсула фон ден Лејен, односно од председателката на Европската комисија, таа изложи еден план од 4 точки и нормално за поздравување секоја иницијатива, меѓутоа досега се изнагледавме иницијативи околу Западниот Балкан. Она што за нас е интересно, она што за нас е условно кажано за нас би било исчекор доколку се тргне од тоа сега да се прави некоја си нова стратегија, некоја си изострена стратегија и така натаму. Такво нешто ќе видиме во наредниот период. Она што за сигурност можам да кажем е дека ситуацијата во Украина и стекнувањето за кандидатски статус на Украина и Молдавија условно кажано ја приближува Македонија кон европската интеграција, треба некако да ја забрза, како и во поглед ќе видиме. Она што можам да го кажам е дека имаше определени средби досега на европско ниво, кај што беше кажано дека не може да стане збор за проширување, се дека нема реформи на одлучувањето во Европската Унија. Ке видиме. Значи, во моментов таквите работи се далечни. За Македонија се разбира дека секој приближување кон Европската Унија е позитивно, затоа што нашата трговија во огромен дел е поврзана со европскиот пазар, односно да го ним таму им иде добро и намов дека ни оди добро. Гледаме дека сега многумина во Македонија, посебно во новите инвестиции, се загрижени заради
забавувањето на германската автомобилска индустрија, тоа ќе има свој израз секако и на македонските производители кои што во зоните произведуваат материјали за зоните. Така што, ајде да почекаме да видиме. Она што е значајно за нас е што Глобсек беше во Братислава имаше една искрена дискусија, беа сите подготвени, сите излегоа со јасни пораки, освен се разбира она, како да ја наречем, не знам, кафејанска дискусија на нашиот премиер кој што дискутираше како во поранешна Југославија југословените имале повисок животен стандард, не знам, од Полска, од Чешка и од Словачка, што ниту му беше место таму да се дискутира, ниту пак е точно. Така, на форумот во Братислава, премиерот Ковачевски беше представен и како северно-македонски премиер. Зошто Ковачевски остана нем кога на вака отворен јавен настан беше представен како северно-македонски премиер, а немаше реакција ниту од владата, ниту пак од Министерството за надворешни работи, иако според официјалниот протокол на МНР и владата, придавката северно-македонски не смее да се користи при именување на македонски ентитети од било кој вид. Према вас, зошто изостанаа реакциите? Па мислам дека Иван ви е јасно, многу често сме го дискутирале ова прашање. Едноставно не се загрижени околу таа работа, или еве кажано по скопски не им е гајле. Значи, секогаш гледате, тие се секогаш кога настапуваат на било која форум пред Соединените американски држави, пред НАТО, пред Европската унија, тие едноставно не сакаат да упатат било каква забелешка, дури и кога станува збор за еве вакво погрешно именување. Тоа е едно. Второ, не знам, тоа е еден свет кај што брзо се одвиваат работите. Еве, може би не слушнал премиерот, меѓутоа доколку не слушнал, тогаш ќе имаше реакција од Министерството за надворешни работи од владата, таква реакција не видовме. Така што мислам дека повеќе држава првото, дека едноставно тие воопшто не се загрижени околу тоа и не гледат никаков проблем. Доколку бидат нарекувани северно-македонци, доколку бидат нарекувани со придавка северно-македонски и така натаму, гледаме дека луѓе ни доаѓаат во Скопје, никој не се потресува околу таа работа. Срамно е тоа што е тоа така, меѓутоа тоа е реалноста со која што ние живееме во Република Македонија, во владата предводена од СДСМ и од ДУИ. Тоа ја окажува меѓу другото и целата интелектуална бедотија и плиткост на елитата која што во моментов го држи во заложништво Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Господине Боцевски, уставните измени влегуваат во се позаплетена пајакова мрежа. Притисокот кон Македонија се засилува од страна на дипломатските булдужери, а за сега ВМРО ДПМН е предводена од Мицкоски, како и пратениците од партијата и Коалицијата за обнова на Македонија немаат намера да попуштат и да потклекнат под ваквите притисоци. А од друга страна пак ненародната влада заедно со нивните коалициони партнери и нивните пратеници ја повторуваат како пагали тезата дека оние кои се против промена на уставот се и против Европската унија. Предлогот за уставните измени од страна на работната група е веќе подготвен и во него стои дека се внесуваат нови 6 народи, кои предлог према планот треба да се потврди од владата, па да се испрати до собранието. Дали додавањето на 5 додатни народи покрај бугарите е заради релативизирање и внесувањето на бугарите во преамбулата на македонскиот устав? Како гледате на начинот на кој се поставува Европската унија спрема Македонија и како гледате да ваквата посебна условеност и секако какво влијание ќе имаат овие бугарски барања врз евроинтеграцијскиот пат на Македонија? Па ние не треба да се сомневаме дека бугарското вето постои и бугарското вето е дадено со цел да се реализираат некои си бугарски национални цели поврзани со бугаризација на Македонија. Значи, ова, за разлика од тие што сметаат дека ова е една техничка операција, не е ова техничка операција. Меѓутоа, се разбира дека од нас зависи, од Македонија, како тоа дипломатски и вешто ќе му го прикажеме на светот. Вие живеете во Австралија. Значи, и вашите слушатели главно, иако доаѓаат од целиот глобус, главно се концентрирани во Австралија. Она што можеме да го кажеме дека во нивниот светоглед, во светогледот на Австралија, на Соединените американски држави,
Нов Зеланд и на така натаму, сите буквално, сите се австралијанци, сите се новозеландјани, сите се канаѓани, сите се американци, независно од тоа од каде доаѓаат и какво потекло имаат. И од таа причина, од нивни светоглед гледано, ова делува на вистина како една техничка операција. Ако веќе во уставот сте ги ставиле сите групи кои што се да речеме поголеми, зашто да не ги ставите и овие? Меѓутоа, нештата се малку поинакви кога ќе дојдеме на ридестиот Балкан, како што се вели, односно тука зад ова барање на Бугарија се крие само првиот чекор од нивната декларација усвоена во собранието, каде што преку европската интеграција треба да се направи повторна бугаризација на Македонија. И тоа е суштината на нашиот отпор. Суштината на отпорот кој што доаѓа од тука е дека во идниот период секоја година ќе има нов протокол. Нов протокол потпишан по оној договор за добрососедство. Секој нов протокол Бугарија ќе испорачува нови барања, нови барања. И сега суштината на отпорот кој што доаѓа од наша страна е дека никој нема проблем во Македонија сите етникуми, условно кажано, да си ги добијат не само своите права, туку да бидат и поединечно именувани. Меѓутоа, овдека има проблем со нешто друго. Овдека има проблем со една држава која што има државна политика, национална политика, дека македонците не постојат. Дека македонците се вештачки народ, исто создадени во 1944 година, додека предходно имало некои бугари. Тие сметаат дека тие што се изјаснуваат во Македонија како бугари, се едноставно, оние пред 1944 година, што натаму си продолжиле со својата национална самосвест, за разлика од нас, кои што сме биле со препрани мозоци. На тој начин, веднаш ќе ви кажам, простор за компромис нема. Ете, тоа е проблемот во читањето. Велат дека нели ѓаволот е во деталите. Колку пак ѓаволи се кријат во суштината? Ако еден ѓавол се крие во деталите. Значи, овдека станува збор за еден суштински проблем. Јасно ми е дека некој кој што никогаш не бил запознат со ова прашање, а посебно кој што доаѓа од овој англосаксонскиот свет сформиран на други континенти, како Америка, како Австралија, како Нов Зеланд и така натаму. Меѓутоа, нештата се поинакви во Европа, посебно на Балканот. Така, оваа ненародна влада и покрај тоа што против беше целата македонска јавност и поголемиот дел од... Да, ве слушам, повелете. Рековме, оваа ненародна влада и покрај тоа што против беше целата македонска јавност и поголемиот дел од експертската јавност, и без да се консултира со опозицијата и без политички консензус, го прифати францускиот предлог и ја оформи работната група за уставните измени. Сега Ковачевски ја бара поддршката на опозицијата и најави дури лидерска средба, иако предходно истиот тој Ковачевски таквото барање од страна на Мицковски го одбиваше. Дали ви е познато во каков формат е планирана лидерската средба, за кога е најавена, каде ќе се одржи и што очекувате од таа лидерска средба, доколку се случи, се разбира, имајќи предвид дека една од темите сигурно ќе бидат уставните измени, а за кои уставни измени за сега ВМРО ДПМН цврсто стои на ставот дека уставни измени нема да се случат во овој парламентарен состав. Како гледате на сето ова и што очекувате од таа лидерска средба, како што рековме, доколку се случи? Дали ова, така речено, не е после свадба Тапани? Па е, значи суштината на тоа е што целата оваа работа е после свадба Тапани. Односно, премиерот давал некоја работа која што ја нема. Условно кажано. Значи, за да може да се стапи во преговори со Бугарија, требало да биде предходно овозможено преговарачкиот тим да ги застапува политичките сили кои што во македонскиот парламент имаат над 80 пратеници. Дали такво нешто се случи? Не, такво нешто не се случи. Не само тоа, туку на крај поминувањето на предлогот беше само со 61 пратеник, а се обврзува над 81 пратеник, односно се усвои предлог кој што подразбира уставни измени, но со една условно кажано ситна забелешка. Така што она што сакам да ви го кажам сега во моментов е дека во Македонија имаме проблем. Ми имаме проблем затоа што опозицијата цврсто држи и треба да држи
до неприфаќање на предлогот, а дека она што ние сакаме да го потврдиме е дека потоа по изборите, кога народот ќе си окаже својот збор, тогаш прво ќе се обединиме, ќе си дефинираме што е тоа што го браниме, што е тоа што сакаме да го постигнеме и ќе тргнеме понатаму кон нови разговори со нашите партнери, меѓутоа разговори кои што ќе ги земат во предвид нашите национални цели и идеи. Тоа е суштината. Така. Минатата недела, сенаторот Марфи, како и амбасадорката Агелер, изјавија дека ако не се донеселе уставните измени, ќе ни се нарушиле односите со САД, но и тоа дека НАТО, односно земјите членки на НАТО, ќе биле загрижени. Како ќе ја прокоментирате ваквата изјава, особено она на Марфи, кој е голем лобист на албанската кауза, но и изјавата на председателот Пендаровски дека тој и владата немале никаков проблем со ваквиот тип на уставни измени и дека внесувањето и на другите народи кои живеат тука нема да загрози безбедноста на Македонија, ниту пак незината иднина при тоа, додавајќи дека изјавите на Марфи и Агелер биле упатени према опозицијата, а за загриженоста на САД и НАТО, председателот Пендаровски рече дека цврстиот став на опозицијата да не дозволи промена на уставот е причината што нашиот стратешки партнер САД бил загрижен. Па, видете, не сакам да ги коментирам изјавите на председателот Пендаровски, многу е јасно која страна тоа завзема. Односно, тој прво излезе остро против принципите на кои што ќе се прави овој договор, за потоа да го поддржи. Исто така беше и со случајот со Бехтел и Енка, односно тој излезе против работно време од 72 часа, за потоа да го поддржи. Така што тоа нема да го коментирам. Во однос на предупредувањата кои што доаѓаат и разговорите од страна на сенаторот Мърфи и од страна на амбасадорката, тоа што само може да се каже е дека нормално ги земаме предвид сите тие нивни укажувања, меѓутоа и тие треба да ги земат предвид нашите укажувања, односно во светогледот на македонците секако прво доаѓа тоа да имаме нација, да имаме држава, а потоа доаѓа да интегрираме таа држава во Европската унија. Значи, на она вредносна листа прво ние да имаме нација, многу подале е да интегрираме во Европската унија, тоа е едно. Второ, волку голема одстапка да се прави за почеток на преговори е навистина несоодветно. И на крајот на кришата Македонија купува мачка во вреќе. Односно, ниту процесот завршува веднаш, ниту пак има некој догледен рок период до кога процесот ќе заврши. Туку Македонија станува во наредниот период од сега па натаму еден вид на, условно кажано, предмет на уцени на една наша соседна земја, која што ќе си подигрува тотално со нас. Така што, јас немам никакви дилеми дека низ еден искрен разговор со западните сојузници, оваа работа треба многу убаво да се објасни. Така. Кога сме на оваа тема околу уставните измени и покрај тоа што рековте, не сакате да ги коментирате изјавите на председателот Пендаровски, мора да кажеме дека тој во неколку наврати имаше различни изјави. Пред последната изјава која беше пред да се состане работната група за припремата на уставните амандмани за промена на уставот, тогаш Пендаровски изјави дека не треба да се започне процедурата за уставните измени, ако претходно не се обезбеди потребното двотретинско мнозинство, односно политички консензус. Пред некој ден Пендаровски повторно го промени неговиот став и изјави дека е потребно да се влезе во тој процес и покрај тоа што нема двотретинско мнозинство за да се идентификувале двата главни блока во државата, проевропски и антиевропски блок, посочувајќи го примерот со Преспанскиот договор дека во моментов кога се почнала процедурата за промена на уставот немало двотретинско мнозинство.
Како гледате на ваквата негова изјава? Дали Пендаровски всушност со оваа негова изјава најавува нов скандал за обезбедување на двотретинско мнозинство со истите методи како и за промената на уставот, а со тоа и промена на историското наше име на Македонија? Па прво би рекол да почекаме до следната недела за да можеме да коментираме некоја трета изјава на претседателот Пендаровски. Сега не знам што да коментирам, дали првата, дали втората или третата изјава. Ајде да тргнеме од почеток за суштината на ова што е кажано. Прво, работната група е една нова иновација на оваа влада, такво нешто немало во минатото, односно се знае како се прават уставните измени. Уставните измени се прават во собранието, претседателот на собранието, истовремено и претседател на Уставната комисија. Уставната комисија онаа која што треба да ги утврди евентуалните амандмани за промена на Уставот на Македонија и потоа да ги стави во процедура. Такво нешто досега не е направено, така што оваа Уставна комисија беше едноставно еден обид за купување на време. И не давам некоја посебна тежина на ова уставна, на ова тело, освен тоа што излезе оттаму дека наводно внатре се дискутирало и за редефинирање на Македонија во некоја друга насока од оваа која што имаме сега, што е многу опасно. Тоа е едно. Второ, во однос на тоа дека треба да се влезе по секоја цена и да се дефинирале кои се проевропски и антиевропски, можам слободно да кажам дека не постои поголема антиевропски, не постои поантиевропско делување и не постои поантиевропска пракса од начинот на кој што беа донесени уставните измени со Преспанскиот договор. Онаа срамота, оној блам, оној арам, да се оценуваат пратеници, да се поништуваат судски пресуди, да се подкупуваат пратеници, да се цепи граѓанската волја на парламентот, има ли нешто поантиевропско од тоа? Проевропски беа оние кои што останаа верни до насоките што им ги дале бирачите. Антиевропски беа оние кои што ги скрушија сите норми на воспитано однесување. Воспитано однесување како што ние македонците го добиваме од нашите мајки и баби и од нашите татковци и дедовци, односно да се однесуваме граѓански, да се однесуваме човечки кон сите останати. Ова желба да се дефинираат во Македонија еден проевропски и еден антиевропски блок е веќе смешна. Веќе таа реторика е истрошена. Која политичка опција во Македонија всушност е антиевропска? Набројте ми една единствена опција во Македонија која што е антиевропска. Ниту една. Така што ова се само, би рекол, плитки обиди за да се настапи на следните избори со една друга условно кажано реторика, меѓутоа не верувам дека тоа е успешно. Всушност на крајот на крижата не заборавете дека претседателот Пендаровски сега се наоѓа во предкампања. Тој се надева дека ќе биде кандидат на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ за претседател на следните избори. Така што неговите изјави секогаш земете ги со една доза на резерва, затоа што станува збори за едно политизирање, а видете, актуелниот СДСМ и актуелниот ДУИ посебно после овој проектов Бехтел Ленка да се ставаат во некаква европска боја е многу контрапродуктивно. Така, не дај Боже повторно да биде тај претседател. Ако повторно го изберат, ние не знам колку заслужуваме да имаме и држава до душа. А граѓаните ќе си го кажат својот збор, ако ги следиме анкетите, јас не гледам пат за негов повторен реизбор, но на крајот на кришта народот гласа. Vox populi vox dei, речта народот е реч Божја. Народот треба да внимава не само него, него и да не ја избере ова влада која што е сега. И кој број, така. Така. Господин Боцевски, очигледно е дека притисокот кој веќе е започнат пред се е насочен кон опозицијата. Дали цврсиот став на опозицијата за недавање на согласност за уставни измени и тоа во првата фаза, кога се одлучува за потребата од отварање на уставот, а кое гласање се очекува да биде најкасно до крајот на јуни, ќе отвори вратата за предвремени парламентарни избори,
наспроти ставот на владата дека нема да има предвремени парламентарни избори или пак спрема вас има друга опција и која е таа? Очекувате ли во следниот период посилна дипломатска офанзива, слична, ако не уште поригорозна, од она за уставните измени кои произлегоа од Преспанскиот договор? Зошто владата се уште тактизира и не ја покрене постапката во парламентот и до кога ќе дозволуваме други да решаваат за нашите македонски работи, а со тоа и да ни ја решаваат нашата македонска судбина? Ајде сега додиме најконкретно. Зошто владата не ги става на гласање уставните измени? Зошто нема мнозинство? Така. Па токму заради тоа се измислуваа работни групи, претходно нели како беше она не можеле во зима да работат уставните експерти. Имаше некои такви други немаат мнозинство. Штом немаат мнозинство, не ги ставаат на дневен ред. Дали ќе се засили притисокот? Апсолутно ќе се засили притисокот. Дали, како што вие велите, тој притисок ќе биде еднаков, ако не и поголем од претходниот? Апсолутно. Па што очекувате вие? Дека ќе ги викаат на пиење чај бисквити? Секако дека притисок, кога кажуваме дипломатски притисок, тоа не е нежна работа. Тоа се сериозни разговори, тешки разговори. Кај што кога влегуваат представниците на опозицијата, посебно лидерот на опозицијата Христијан Мисковски, во рака тој има судбината на земјата, судбината на неговата партија. Не е едноставно кога се седи. Посебно кога од другата страна седат представници на светски сили кои што имаат голема тежина во меѓународните односи, многукратно засилена во Македонија. Да се разберем, Македонија не се наоѓа на Пацификот, ниту пак излегува на Индискиот океан. Таму кај што се наоѓа Македонија, јасно е кој е полето на силите. И јасен е кој е изборот што го има Македонија кога седнува да разговара со тие сили. Така што сигурно дека ќе бидат жестоки притисоците. И сигурно дека така ќе го мериме и ќе го мериме и лидерот на опозицијата, ќе мериме и ВМРО, ДПМН и останатите партии. Тие што го издржат притисокот заслужуваат да формираат следната влада. Тие што нема да го издржат притисокот не заслужуваат да формираат следната влада. Едноставна е математиката. Така што во тој контекст не се сомневајте дека притисокот само ќе се засили и не се сомневајте дека ќе имате изјави од кои што едноставно ќе ви мачнина ќе ви предизвика, ќе ви се преврати во желудникот, но во моментов треба да се издржи. И пратениците тоа го знаат. Ниту ќе ги колат, ниту ќе ги бесат, ниту ќе ги убиваат, ниту пари ќе им земаат, ниту имот ќе им земаат. Тоа е тоа. Треба да достојат до своето, да гласаат против и да се отворат процесите во Македонија. Ото. Во однос на тоа дали очекувам предвремени избори, што го прашувате. А видете, еве да ви направам една паралела. Не знам дали тоа беше веќе во Австралија, претпоставам и да било во некоја специализирани весници и портали или некаде на долните страници на рубриките од светот. Меѓутоа во Шпанија имаше регионални и локални избори. И на тие локални и регионални избори владата, предводена од социјалистите и од другите левичарски партии, претрпе сериозен пораз, односно изгубија голем дел на региони и изгубија голем број на општини, вклучително и општини што одамна немале власт од десницата, како Валенсија, например, и така натаму. И што се случи? Премиерот на Шпанија, Санчес, кога ги виде резултатите, рече, луѓе, одиме веднаш на избори. Ова е жолт картон за мојата влада, повелете граѓани гласајте, сега во јули тие ќе имаат избори и граѓаните ќе се изјаснат. Ако му дадат нов мандат, тој ќе тера уште 4 години како премиер. Ако не му дадат нов мандат, тогаш ќе ја предаде власта на тие што народот смета дека заслужуваат, меѓутоа тој секако дека ќе излезе со моќна партија, што ќе му ја предаде на својот наследник со цел тој да направи нова приказна и да излезе пред шпанците со некоја нова приказна. Зошто ја правам оваа паралела? После оној катастрофален пораз на Социјалдемократскиот сојуз на локалните избори, тоа требаше да го направи Заев. Не го направи. Тие избираат да се најдат. Секој нареден ден на власт нив ги кошта гласови. Секој нареден ден на власт нив ги кошта рейтинг. Така што сето ова на крајот завршува со многу полоша слика за нив,
Не ја гледам логиката на вистина зошто не одат на избори. Ако сметаат дека имаат мнозинство, ако сметаат дека граѓаните ќе ги поддржат, треба да излезат на избори, граѓаните ќе гласат за нив и тие ќе добијат нов мандат. Ако сметаат дека опозицијата во моментов го зема приматот и ги освојува срцата на граѓаните, тогаш се оди на избори колку што е можно поскоро, со цел нивната пратеничка група во опозиција да биде помоćна и да има повеќе луѓе од кои што ќе може да се бира нов лидер, да се консолидира партијата со одинатаму. Тоа е математиката. Продолжување на оваа агонија нема никаква логика. Што е тоа што тие може да му достават на македонскиот народ? И еве, гледаме и самите. Од кога не отидоа на избори се случија овој бугарскиот предлог се случи за промена на уставот, се случи ова со Бехтел и со ЕНКА. Значи само се влошува и се влошува ситуацијата. Не знам со кој памет ги одложуваат изборите. Так, тие не се плашат од изборите, најверојатно се плашат од тоа што ќе ги изгубат изборите и ден поскоро ќе морат да седнат на обвинителна клупа, а на овој начин неколку месеци можеби ќе го забават. Да видите, на обвинителна клупа ќе седнат тие што се огрешили од законот. Меѓутоа се разбира дека во таа партија еве за која што и на претходните избори гласа илјадници гласачи, внатре во себе мора да најде начин да се реформира, да излезат нови ликови со нови идеи, да си го исправат курсот и потоа да видат дали ќе имаат доверба од народот или нема да имаат доверба од народот. Ја за тоа зборувам. А секој што се огрешил од законот ќе треба да одговара, и тие од власта, и тие од опозицијата, и тие што не се во ниту една политичка партија. Така што се разбира дека како велат, правдата е бавна, но на крајот тропнува на вратата. Иницијативата за уставните измени, која во петокот минатата недела ја подготви работната група, владата се уште ја нема разгледано на седница за да може да ја испрати до собранието. Амбасадорите и меѓународната јавност без заобиколување порачуваат дека собранието треба да ги изгласа уставните измени за да влезат бугарите како народ во преамбулата на македонскиот устав. Ке се случи ли тоа, господине Воцевски, како вие гледате на дел од домашните аналитичари кои велат дека со ваков голем меѓународен притисок би можело да дојде до промена на ставот на ВМРО ДПМН или барем на дел од пратениците? Па не верувам во тоа. Ја мислам дека пратеничката група на ВМРО ДПМН е кохезивна. Внатре, например, има неколку ликови кои што во Македонија од секојаш биле морална вертикала. Например, кога зборуваме за професорката Гордана Силјановска. На правниот факултет во Скопје има многу професорки, но една е професорката. Тоа е професорката Гордана Силјановска. Еден невиден интегритет, личен, академски, морален и така натаму. Да не зборувам исто така и за останатите пратеници, кои што се во таа пратеничка група. Така што мислам дека има една кохезивност, иако сигурен сум дека во моментот многу подземни и црни сили во Македонија работат кон тоа да ја срушат оваа кохезија во пратеничката група на ВМРО ДПМН и кај останатите од опозицијата. Се разбира дека многумина од нив сикако дека од разноразни како да ги наречам тоа, центри на моќ добиваат непристојни понуди и пристојни понуди, се зависи како ќе ги гледаме, но тие го имаат искуството. Што се случи со претходните 8 претеници? Каде се сега тие? Кој се не се сретна со нив да ги охрабри? Кој сега се сретнува со нив? Кој сега ги вика било каде? Како тие луѓе живеат во своите места? Како тие работат на своите работни места? Тоа искуство го имаат сите. И на крајот на кришата, покрај пратениците на ВМРО ДПМН, јас сум убеден дека целата опозиција ќе застане за ова. И овие 20 пратеници од левица, и пратеникот Павле Трајанов, кој што од Демократскиот сојуз, кој што излезе од коалицијата, убеден сум сигурно и за еден пратеник од Социјалдемократскиот сојуз, се зборува дека ги има повеќе, но за еден сум сигурен. Така што сето ова мене ми укажува на тоа дека ќе се издржи во таа насока. Нормално е, како што реков, притисокот нема да биде притисок со убав збор само. Ќе има и други притисоци. Најбитно е сега да се достои до зборот и да не се гласа. Балканските методи на Хан, најверојатно.
Па видете, од Балканот доаѓа, на Балканот е измислена демократијата, измислена е филозофијата, на Балканот е измислена меѓуверската толеранција, убави работи се измислени на Балканот. А во Европа има некои работи кои што не биле толку убави, кои што се измислувани низ вековите, така што не знам конкретно на што мислел Хан кога зборуваше за европски и за балкански методи, меѓу другото и корупцијата во модерните држави е измислена во Европа. Па сега Балканските методи ги видовме со 8 пратеници кои ги носе со лисици на вратата. не тоа што сакам да кажам. Треба да видиме кои се европски, кои се балкански методи, на што конкретно мислел, затоа што реков. Да. Кога зборуваме за Балканот, зборуваме и за демократија, како изум од Балканот. Зборуваме и за филозофијата модерна, која што е изум од Балканот. Тоа се убави изуми кои што од тука доаѓале. Така што тоа е тоа, условно кажам. Господине Боцевски, како гледате на двете одвоени изјави од страна на холандскиот амбасадор во Македонија Коп? Едната е поврзана со случувањата во судскиот совет, а во која изјава вели дека судскиот совет е нелегитимен. Како ова ќе делува на имиџот на Македонија, имајќи го во предвид и плањето во мирување фондот за реформи во судството, кој фонд веќе го има одобрено, но и тоа дека повеќето членовите во судскиот совет се кадри на СДСМ и на ДУИ. За да не ве прекинувам, ќе ве прашам и за другата негова изјава, која е поврзана со уставните измени, а во која вели дека ако се сменела преамбулата, преговорите ќе започнале по автоматизам и дека ВМРО ДПМН ризикува да биде одложено членството во Унијата за најмалку 3 до 4 години и дека нема да има подобра преговарачка рамка. Зошто? Ваквиот притисок оди само на адреса на ВМРО ДПМН и што ќе значи за партијата доколку подклекне на ваквиот притисок и го промени својот цврст став, но и обратно доколку остане на сегашниот цврст став. Па добро, јасно е зошто притисокот оди кон ВМРО ДПМН, затоа што тие се тие кои што имаат пратеници кои што оневозможуваат да помине бугарскиот предлог. На кое друго место да оди притисокот? Вие други ве се согласиле. Така што јасно е зашто притисокот оди на таа страна. Математички гледано, тие гласови се потребни за да поминат уставните измени. Во однос на изјавите на холандскиот амбасадор, она што можеме да го кажеме дека нели со промената на името и Преспанскиот договор ќе почнеме преговорите, како тоа сега допрва ќе почнуваат преговорите. Како тоа допрва ќе се одложува членството на Македонија во Европската унија, на крајот на краиштата и ветото кое што се случи во 2018 година по промената на името, еден од земјите ороводци да се случи таа работа беше Холандија. Сега кому да му веруваме? Значи премногу пати Македонија изгорена околу оваа тема. Дали може подобро преговарачка рамка? Па секако дека може. Па не е тоа физички закон, условно кажано. Она што не може да се промени е физички закон и биолошки закон, природен закон. Преговарачката рамка луѓе ја направиле, луѓе ја менуваат, луѓе ја укинуваат, луѓе ја поништуваат, луѓе на крајот на краиштата може да носат во било која насока. Како тоа не е и да напишано на камен, па и каменот се руши на крајот на краиштата. Не ми се јасни овие теми и овие закони. Да, дали може да се промени? Може. Може да се промени, зашто да не може да се промени? На крајот на краиштата единствената промена што ја бараме е промената дека нема да има во таа преговарачка рамка вакви барања кои што немаат врска со европското законодавство. Ние бараме рамка која што има врска со европското законодавство, не некоја која што нема. Во однос на реформите на судството, па како да кажам, тоа што прво би сакал холандскиот амбасадор да ни го представи е документот со кој што е направена ревизија на парите кои што од Кралството Холандија како најголем донатор ги има дадено во специјалното јавно обвинителство. Тој документ сакам да го прочитам. Сакам да видам како оценуваат холандските ревизори што е постигнато со тие пари. Како со тие милиони евра што ги дало Кралството Холандија е направен најкоруптивниот орган во историјата на Република Македонија. Едно легло на корупција и беззаконие. Што беше јасно дека така ќе заврши што моментот кога беше формирано, затоа што беше едно кенгурско тело, односно тело кое што не постои во уставниот систем, едно парадржавно, парауставно тело, измислено на политички преговори, измислено само со една цел да му се возможи на Зоран Заев да дојде на власт и да го смени името. И потоа нормално тоа тело се изроди во едно мафијашко гнездо. За тоа мафијашко гнездо да функционира, за жал
огромни пари беа вложени од донаторите, меѓу кои што и од Кралството Холандија. Сакам, како што кажам, еве да го видам ревизорскиот извештај од холандските ревизори околу тие пари што се потрошени во специјалното јавно обвинителство. Во однос на судскиот совет, тоа е една тажна приказна. И тука исто така, еве, кога ќе ви гостува Стево Пендаровски, прашате го како таму гласале членовите кои што тој ги има предложено и како тој смета, како тој воопшто ги предложил и зашто потоа го критикува судскиот совет кога тој го овозможил овој циркус со неговите именувани лица. Тоа е едно. И второ, сега пак ќе се навратам, знаете, понекогаш во Македонија не сме црно-бело да ги гледаме сликите, понекогаш и луѓе кои што доаѓале од разноразни структури знаеле да дојдат со предупредувања кои што денеска делуваат пророчки. Па, ако се сеќавате во 2005 година, веќе одамна е скоро 20 години ќе истече до 2005 година, кога се носеа судските реформи, тогашната пратеничка на Социјалдемократскиот сојуз Каролина Ристова Астерот, исто така професорка на правниот факултет, предупреди: луѓе, ќе направиме проблем, фактот дека го исклучуваме собранието кое што единствено има демократски легитимитет од оценка на судската работа, на крајот може да доведе тие да се затворат самите во себе и ние да финансираме една власт над која што нема никаква демократска контрола, власт која што ќе се одметне и што ќе се потопи во корупција. Еве го тоа се случува. Значи таа дискусија, најдете на пратеничката, која што беше една од единствените тогаш која што гласаше против, сега ни се реализира во дело во однос на судството и обвинителството. Јас тука немам дилеми. Знаете кога ќе имаме во Македонија судство и обвинителство по мерка, кога ќе сакаме да имаме такво. Се до моментот додека секоја политичка партија која што ќе дојде на власт го крои судството и обвинителството по своја мерка, се додека елиминираме тестови како на пример тој тестот за англиски TOEFL што беше неопходен, па го елиминиравме и така натаму. Се додека имаме просек, колку и да е смешно, просекот е просек, сега како да кажам. Да. Има разлика дали некој завршил факултет во Македонија со 6 или со 10. Огромна разлика има. И сега фактот дека се укинува просекот, дека се укинува овој тестот за англиски јазик, мене ми укажува на тоа дека некој сака на политички начин да внесе луѓе во судството и обвинителството. И тоа и се докажа. Видете, не е нормално ова што се случува. На крајот на краиштата, од Француската револуција па навака, знаеме дека нема наследни позиции во светот. Укината е, условно кажано, како да го наречем тоа, укината е аристократијата. И сега секој можен избор на не се деца, тоа се возрастни луѓе веќе завршиле факултет, кои што треба да влезат во Академија на судии и обвинители, кај нас е буквално една анализа на кој суди, на кој обвинител му стасла ќерката или синот за вработување. Како да има еден скриен услов за влез во Академијата за судии и обвинители, тоа е ДНК тест, да се утврди татковство или мајчинство дека кандидатот има врска со некој актуелен судија или некој актуелен обвинител, семејна, што е смешно и што е трагично. И се додека е така, ќе постојува судство и обвинителство кое што го гледаме. Не може така да функционираат работите. Конкурсот е обесмислен. Се додека конкурсот е обесмислен, ќе има вакви резултати. Фактот. Господин Мицки, треба ми одговоривте на што би значело доколку попушти или пак остане на цврстиот став за партијата и за Мицковски? Па веќе реков, значи ако дое тука до промена, тоа е крај за таа структура како организирана политичка партија. Може по инерција да постои уште некое време, но тоа е крај за нив. На крајот на краиштата, кога веќе земале едно такво големо име ВМРО, тоа има и нека обврска, дека се борат за некои национални права, за се борат за македонската држава. Не очекувам да дојде до такво сценарио, искрено се кажам. Не очекувам за тоа. Јасно е дека нештата како тоа изгледа, така што да почекаме. Парламентот затвара пред 2 август, пред Илинден. Значи пред 2 август ќе биде гласањето и ако пропадне првата фаза, нема втора фаза, така изгледа гласањето за устав. Значи штом пропадне првата фаза, готово е со уставните промени, треба повторно се седне. Така што ајде да почекаме. Во средата, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, како и
председателот на Франција Емануел Макрон апелираа да се направат уставните измени. Власта, користејќи ги ваквите пораки, почна да го заплашува народот дека ќе сме останеле надвор од процесот и дека ќе сме останеле изолирани од Европската Унија и од светот. И дека економски ќе сме пропаднале. Како гледате на ваквите изјави од Макрон и од Вон дер Лајн, но и на оние од страна на оваа ненародна власт? Ај сега да бидеме овакво, да бидеме искрени. Црна Гора преговара 10 години. Ке влезе ли во Европската Унија во скорешно време? Србија преговара 9 години. Ке влезе ли во Европската Унија во скоро време? На крајот на кршата, еве јас сум го водел процесот. Знаете, за мене е многу лошо кога слушам, нели, кога човек настапува критични кон владата, дека сега мора критиката да биде целосна на македонскиот владен систем. Не треба да биде целосна, ќе кажам и зошто. Евроинтегративниот процес во Македонија никогаш не завршил. И сега објективно да ги мерат нашата приближеност кон Европската Унија, ние не сме толку лоши. Дури ни во однос на Црна Гора и Србија. Па дури има области каде што сме драматично подобри, тоа некој го сработил во сите овие години на европска интеграција на Македонија. Така што сакам да кажам дека не е тоа некој процес, ја не знам ни како луѓето го толкуваат овој процес, вака кога зборуваат, дека еве шансите ќе исчезнат и така, како тоа ќе исчезнат? Македонија ќе се тргне од европскиот континент како остров, па ќе отиде некаде како Азија, не знам, тука е. И на крајот на кршата, ако Европа донесе одлука за влез на сите 6 земји од Западниот Балкан во Европската Унија, а брзо ќе се движат работите и процесите. И во Македонија ќе се движат брзо. Ние не сме закочени заради тоа. Ние сме закочени заради други работи, да се разбереме. Како гледате на делот аналитичарите кои ги споредуваат двете бугарски декларации кои влегоа во преговарачката рамка и кои мислат дека втората декларација ја суспендирала првата декларација? Дали тоа е навистина така или пак Не. Втората декларација всушност се доврзува на првата декларација и не ја заменува првата? И дали со тоа Бугарија сите нивни барања ги внесе во преговарачката рамка? Да, ги внесе. Бугарија ги внесе, значи буквално прво барање беше ова, промена на устав. И се замислете како изгледа на тамошниот процес кога прво барање е промена на устав. Значи стигнавме од една ситуација дека немаме отворени прашања со Бугарија, до тоа Бугарија да бара промена на наш устав, луѓе. Па има ли нешто што е по-драстично и по-драматично вмешување во внатрешни работи на една земја од промена на нејзин устав? Значи истите оние кои што пред 5 години изборуваат дека сме ги решиле сите проблеми со Бугарија, сега велат дека требало да го менуваме уставот за да ги решиме проблемите со Бугарија. Ја не знам луѓето како тоа го замислуваат. Тоа е како сега да кажете дека сте имале некој проблем со комшијата и некој ви вели сте ги решиле сите проблеми со комшијата, а истиот тој после 6 години вика, ама знаете што се, комшијава бара вие внатре во вашата куќа да го преуредите целосно просторот, да ги срушите зидовите, да го преместите собите од едно на друго место, па потоа евентуално ќе ги решите сите проблеми со комшијата. Нема логика работава која се слуша. Дали едната декларација заменува другата? Не. Се надоврзува на другата, ја засилува другата. Некој вела дека се било тоа заради председателот Радев. Не е бе луѓе за председателот Радев. Тоа е нивна национална политика. Едногласно беше донесена таа декларација во нивното собрание. Никој не крена рака против. Така што сигурно дека нема работите да се одвиваат онака како што зборуваат овие кои што ги релативизираат проблемите како да биле технички проблем. Тоа е тоа. Од власта
многу често слушаме дека со влегувањето во Европската Унија под вакви услови, при тоа одбегнувајќи да признаат дека ни се наметнуваат и дека се спротивни од волјата на мнозинскиот македонски народ и македонски граѓани, не сме го губили идентитетот, туку напротив, ќе се збогатела македонската култура. Како гледате на ваквите изјави? Познавате ли некоја друга земја која имала ваква преговарачка рамка, каква што и ја наметна на Македонија, а со амин на оваа ненародна влада? Не, па ја мислам дека не знаат што зборуваат кога зборуваат такви работи. Прво, ајде, Македонија во однос на многу земји во светот е пример за меѓуетнички односи добри. И всушност една од причините зошто вие како македонци кои ќе отидете во мигрантските земји сте успешни е тоа затоа што вие од дома си го носите искуството дека нема ништо лошо во тоа да се живее во едно општество кое што има повеќе вери, повеќе јазици, повеќе етникуми и така натаму. Македонија од секогаш имала отворени и широки раце за секого. На крајот на краиштата еве да се потсетиме, дури еве забораваме уште една од заедниците во Македонија е грчката заедница. Луѓето кои што се дел од грчката заедница во Македонија се потомците на грчките партизани од граѓанската војна, етнички грци, кои што по крајот на војната, затоа што се бореле со левицата, условно кажано, дошле во Македонија, се населиле тука, формирале семејства и живеат и понатаму. Дали некому од нив влакно му фали од главата? Не. Имаат грчки имиња и презимиња, цело време живееле во Македонија. Па јас имав до мене што седеше во средно училиште, до мене седеше еден мој пријател уште во Македонија, тука е венчан, деца има, Вулгараки Захарија, внук на Вулгараки Захарија, кој што бил партизан во Грчката демократска армија и кој што во Македонија добил азил после крајот на граѓанската војна. И на таа Македонија треба да и се кажува што се меѓуетнички права. Ќе ви кажем еве еден друг пример. Еден од најстрогите професори во Јосип Броз Тито гимназијата во Скопје беше Драган, кој што доаѓа од Босилевград, Димитровград, бугарин од тој дел на Србија, кој што беше етнички бугарин, еден од омилените професори, зашто беше така сликовит лик, сега е во пензија. Никому ниту му беше проблем што тој се изјаснува како бугарин. Зошто да биде проблем? Од таму дошол во Македонија, учил, студирал математика, завршил, се вработил и тоа видете кај се вработил во Централната гимназија во Скопје. А која е таа дискриминација, се прашувам отворено. Или знаеме како изгледа дискриминација, не можеш работа да добиеш. Так. Не можеш да добиеш работа што ја сакаш, не можеш студии да добиеш. Како тоа овие ликови успевале сето тоа да го добиваат во Македонија и сега некој ќе не убедува нас дека ние сме општество што дискриминира. Па како е тоа можно? Како е тоа можно? Од друга страна, во Бугарија, еве, ајде да најдеме еден пример на успешен човек во Бугарија кој што себе се декларира како македонец. Или еве нека најдат еве деклариран македонец кој што предава математика во Централната Софиска гимназија. Ако правиме паралела. Нема. И каде е тогаш тој што каде треба да се збогати општеството? Тука или таму? Јасно е, да. Тоа се прашањето. Так. Председателот Пендаровски, игнорирајќи ги забелешките од Европската комисија, синдикатите, опозицијата и целокупната јавност, одлучи да го потпише указот со предлог законите поврзани за коридорите 8 и 10Д, кои произлегува од договорот со Бехтел и ЕНКА, а кои владата ги поднесе во собранието и тоа со европско знаменце, а 62 пратеници од парламентарното мнозинство, без да го видат договорот, дадоа зелено светло. Како гледате на ваквиот чекор од страна на Пендаровски да го потпише указот за прогласување за важечки овие 5 закони? Како ќе ја прокоментирате и неговата изјава дека по проверката на законот за работни односи од страна на правните експерти од неговиот тим не наште ништо спорно? Дали Пендаровски го потпише указот по наредба, односно ултиматум од страна на ДУИ? Да. Одговорот е на последното прашање да, затоа што услов за нивна поддршка кон неговата кандидатура за председател било потпишување на овие договори. И срамота е тоа, значи ја не знам кој правен експерт го консултирал председателот, меѓутоа ниту еден правен ја не познавам експерт за трудово право во Македонија кој што ова ќе го поддржи. Еден. Нека каже со име и со презиме еден експерт по уставно право во Македонија кој што ова би го поддржал.
Ајде да бидам уште по-широк. Нека каже еден експерт по трудово право во 6 земји од Западниот Балкан кој што ова ќе го поддржи. Нека каже еден експерт по уставно право во земјите од Европската унија кој што ова ќе го поддржи. Еден експерт во Европскиот економски простор, еве сега како се вика ова, Европска политичка заедница или Советот на Европа, нели? Нека каже една пресуда на Европскиот суд за човекови права каде што е дозволена работа од 72 часа. Нели тој зборуваше за проевропски и антиевропски фронт. Па сега проевропскиот фронт во Македонија вели директивата за работно време на Европската унија, каде што е дефинирано дека еден европеец може да работи 40 часа во текот на неделата и максимално дополнителни 8 часа. Значи максимално 48 часа неделно. Значи проевропскиот фронт е оној фронт кој што вели оваа европска директива е пренесена во македонското законодавство. Стручниот термин што се употребува е транспонирана, значи пренесена. Македонското законодавство тука одговара на европското законодавство и предност. Антиевропскиот фронт бара промена на законодавството и потпишува како председател закон со кој што се руши оваа европска вредност. Еве го одговорот до председател Пендаровски. Ако добро се сеќам, тој е член на партија која што се вика социјалдемократска. Еве најдете една партија во светот, не во Европа, која што се вика социјалдемократска, лабористичка, работничка, социјалистичка и која што поддржува ваква работа. Нема. Ниту една. Срамно. Тоа е единственото што можам да кажам. Господине Воцевски, како гледате на третото одбележување на почетокот на изградбата на коридорите 8 и 10D, кое што се случи пред само 2 дена и на кое што успеа да ископаат само една дупка за да земаат земја за понатамошно испитување од страна на градежниот факултет? Да не е смешно, ќе биде трагично. Јас од кога знам за себе се зборува и се отвара коридорот 8. И во мојот живот барем 2 пати се финансирана пругата кон Бугарија. И ова е, не знам по кој пат ќе се започнува со работа на коридорот 8 во однос на тоа испитување земја, бушење од градежниот факултет. Луѓе, од 1948 година постои тој градежен факултет во Македонија. Па што работел тој градежен факултет сите овие години? Дали анализирал земја македонскиот градежен факултет од УКИМ од Скопје, во Сиера Леоне, во Никарагва, во Западна Австралија, во Индонезија, не знам, во Тајланд или во Македонија? Што работел целото ова време? Што биле дипломски работи, што биле испити на македонскиот градежен факултет? Да се прават не знам, во Краснојарск, во Русија, или да се цртаат автопатишта во Македонија. Што работеле цело ова време на градежниот факултет? Дека работеле добро, гледаме околу нас. Знаете на како изгледала Македонија 48 година? Видете ја како изгледа денес. Модерни згради, автопатишта, брани, мостови, други инфраструктурни објекти. Кој ги градел тие работи? Ги граделе инженери, ги проектирале и ги граделе инженери од градежниот факултет при Универзитетот Кирил и Методи. Да се разбереме. Значи, не ги граделе тоа, не дошле некои марсовци да ги градат. И сега замислете, некој допрва ќе анализира земја во Македонија. И ќе видиме уште што ќе смислат, за глупост се креативни, мислам, онака сега вадеа земја за да отпочнат со работа коридори. Неверојатно е, едноставно. Многу е жално што окава машина донесоа еден грс земја само откопа. Не, па еве, ајде ќе го видите ова, например, обиколницата околу Скопје, дали е дел од коридорот 8 и 10? Да, изградена е. Автопатот кон Тетово, и тој е изграден. Експресниот пат, еве, не е автопат, ама експресниот пат кон Гостивар, и тој е изграден. Долу се гради Кичево Струга, 40% беа завршени во 2017 година.
Ја не знам како беше можно за 2 години да се заврши 40%, 3 и потоа да запре изградбата. Тука има јасна политичка одговорност. Која запрела? Запрела владата на Зоран Заев, од нивни причини. Веројатно ги рекетирале луѓето, веројатно не знам сега. Веројатно им правеле други административни нереални пречки да го завршат патот. Така што тоа е суштината. А ова ќе видиме, ќе се нагледаме уште вакви отварања, затварања, сечење ленти. Исто така имавме една, како да речам, за мене интересна ситуација. Прв пат видов дека се поставува камен темелник на автопат. Камен темелник автопат малце ми е чудна работа. Камен темелник бе да стават камен. Пред некој ден господине Мицкоски најави некој нов блок за европска перспектива. Како гледате на таквата најава и дали имате информации кој се ќе влезе во тој блок покрај оние кои веќе се во коалицијата за обнова на Македонија? Мислите на вчерашното веројатно интервју, интересна работа, брзо доаѓаат работите до Австралија од Македонија. Да, го гледавме тоа интервју, и пред тоа имаше изјава на трибина, ми се чини во Кавадарци. Значи, она што се смета многу јасно е, значи, идејата е после изборите да се заврати страница и сите оние политички сили кои што се залагаат за враќање на достоинството на Македонија да тргнат обединето, да влезат предходно во еден јасен договор каде што ќе дефинираат кои се приоритетите околу кои што се обединува, условно кажано, блокот кој што сака да ја заштити македонската државност од ова постојано пропаѓање кое што го имаме, па дури потоа, нели, да се пристапи кон склопување на една поширока коалиција. Така што јас тоа го гледам во тој контекст, односно го гледам во контекст на тоа дека сите оние кои што замислуваат македонската државност поинакво од актуелната власт, сите оние кои што целат кон тоа Македонија да заврши со оваа ера на национални предавства која што започна со доаѓањето на власт на Зоран Заев, да се обединет околу принципи. Дури не мора сите да се во иста влада, условно кажано, меѓутоа сите да се во една иста принципијална, би нарекол, соработка, околу која што во натаму ќе се кројат нештата во Македонија, независно од тоа кој ќе биде власт, а кој ќе биде опозиција, секако дека во една таква структура, во еден таков потфат ќе има место и за еден темелно, целосно реформиран СДСМ кој што се вратил на АСНОМ како темел на некогашниот СДСМ, а не оваа структура која што гледаме сега, која што со Заев и со Ковачевски и со сите останати околу нив тргна во една неспосакувана насока за македонскиот народ. Така што тоа е повикот. Јас знам дека многу ми бараат влакно во јајцето кога станува збор за изјавите кои што доаѓаат од ВМРО-ДПМН и од незиниот лидер Христијан Мицкоски, меѓутоа мислам дека треба да се даде доверба, затоа што на крајот на криштата довербата ја даваме ние граѓаните, довербата ја земеме ние граѓаните. Сигурно дека не може да биде полошо од ова што го имаме сега на власт. Јас не сум сигурен дека во СДС има лица кои што ќе се разбудат од или кои ќе ги извадат розевите на очер. Нито има едно друго прашање. Како гледате и дали е возможно новинарите во Македонија, кои што се мнозинство во овој момент, говорат низ призмата на еврото место да ја користат новинарската етика? Има ли начин на кој што ќе се разбудат новинарите во Македонија и да почнат да говорат вистината без разлика од кого доаѓа, а да го нападнат и да ја не шират лагата без разлика од каде таа и да доаѓа? Не би се согласил, знаете, затоа што се разбира дека и јас сум престојувал, значи во животов минимум едно 5 пати, можеби 6 пати сум престојувал од Македонија подолго од половина година и дури подолги престои сум имал во Македонија и се разбира дека кога сте надвор како вие што сте, антените се многу изострени да фатат изјави кои што се контрапродуктивни, изјави кои што се лоши, црни, негативни и кои што не одат во насока на начинот на кој што вие замислувате вашата татковина
и како што вие замислувате дека треба таа да се развива економски, демократски и така натаму. Така што се разбира дека мнозинството од граѓаните на Македонија, па и мнозинството од луѓето од новинарската фело, ја замислуваат Македонија токму онака како што сите сакаме да ја видиме, како една успешна земја, демократска земја, економски просперитетна и како земја која што е единственото парче на земјината топка која што ја штити македонската култура, македонското достоинство, македонскиот народ, земја која што е матица на македонскиот народ, кој што е расен на сите страни и во соседството се разбира како национални малцинства во Бугарија, во Грција, во Албанија, во Србија, Косово и така натаму. Така што верувајте дека нештата се малку поинакви кога сте дел од котелот, условно кажано, на јавното мислење кој што зоврива во Македонија, а сосема се солидаризирам со вас, еве, и јас кога сум бил постојано надвор, еве се сеќам дури кога сум зборувал, да речеме, со луѓе кои што ми се најблиски, како мајка ми, како брат ми и така натаму, дека и тие се чудат зошто, на пример, прво им ги кажувам некои изјави кои што тие можеби и не ги забележале. Условно кажано, затоа што сметаа дека се ирелевантни. Во Македонија разноразни гледишта има на нештата, меѓутоа ќе видиме, еве, кога и да е, ќе дојде прво издействувањето во собранието, потоа ќе дојдат изборите, граѓаните ќе се изјаснат онака како што треба да се изјаснат. Да, токму така, меѓутоа работата ми беше дали новинарите после искажаниот збор го прегледуваат и се прислушуваат. Како изгледа тоа, кога очигледно е дека брана нешто што не се брани? Па Јон, види, на крајот на краиштата гледачот и слушателот и читателот е тој што одлучува. Вие не би го воделе вашето радио толку долго време докога немате довербата на гледачите и на слушателите. Исто така и во Македонија, оние кои што и се дело во јавната професија, кои што имаат јавно искажен збор, кога пазарот, публиката е таа која што на крајот определува кој ќе има доверба, кој ќе нема да има доверба, кој ќе има читаност, кој нема да има читаност и така натаму, така што тоа е тоа. Токму така, господин Ботевски, во последно време гледам дека луѓето повеќе ги интересира што викаат овде во Австралија entertainment, забава, без разлика што лажат, што значи интересно му е тоа што го лажат и затоа бројот на луѓе тамо можеби е поголем, а не дека носи некој бенефит за државата. На крајот на краиштата се сведува на онаа позната изјава на Абрахам Линколн кој што кажал дека можеш да ги лажеш сите луѓе некое време, можеш да лажеш еден човек цело време, ама не можеш сите луѓе да ги лажеш цело време. Значи, измамата има рок на траење и завршува во еден момент. Тие се нештата. Так. Господине Боцевски, ви благодариме за учеството во Македонски корени, причини задоволство како и секогаш. Посакуваме да си имате убав викенд, пријатно до слушање и секако скоро довидување. И јас ви благодарам, многу поздрави до вас, до сите ваши гледачи и слушатели и посебно до нашинците од Австралија. Нормално секогаш сум на располагање кога имате, кога сметате дека треба да се обратиме до вашата публика. Ви благодариме. Ви благодариме уште еднаш. Остануваме во контакт, се слушаме за скоро. Се слушаме. И се гледаме. Пријатно. Довидување.